Добар ден, драги ученици. Денеска на часот по предметот Општество, оделение трето, ќе обработиме наставната содржина убавините на родниот крај. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасевска, Основно училиште Кочурацин, Охрид. Кои наставни цели ќе се реализираат? Ќе се реализираат наставните цели: стекнување знаења за убавините на родниот крај, природните езера, националните паркови од нашата земја, развивање љубов и почит кон природните убавини, развивање навики за уживање во природните убавини. Активностите се наоѓаат на алатката Вакелет на следниот линк. Значи, ќе продолжиме на алатката Вакелет. На почетокот гледаме илустрација од едно наше природно убаво езеро. Тоа е Доранското езеро. Убавините на родниот крај. Природни езера. Во нашата земја имаме 3 природни езера. И тоа: Охридско, Дојранско, Преспанско. Најголемо Охридско езеро, а најмало е Дојранско езеро. Дојранското езеро е природно тектонско, се наоѓа на југоисточна Македонија, с 43,1 км и 210 метри. Значи, тоа е неговите димензии. Охридското езеро е исто така природно тектонско езеро, кое што се наоѓа во југозападна Македонија, 358 км квадратни, 228 метри. Преспанското езеро е природно тектонско езеро во југозападна Македонија, 273 км, 254 метри. Охридското езеро е најголемо и најзначајно природно езеро во нашата земја, најстаро во Европа и од биолошки аспект најзначајниот стагнатен воден екосистем на континентот. Се карактеризира со богата историја, култура, археолошки наоѓалишта и природна убавина. И го дела две држави, нашата држава Република Северна Македонија и Албанија. Дојранско езеро, најмало тектонско езеро во нашата земја, се наоѓа во незиниот југоисточен дел и зазема површина од 43,1 км квадратни. Западниот, поголемиот дел, 27,3 км квадратни, и припаѓа на Република Северна Македонија, општина Дојран, а источниот, помалиот, 15,8 км квадрат, на Грција, општина Кукуш. Преспанското езеро е природно езеро кое го делат 3 држави: Република Северна Македонија, најголем дел, Грција и Албанија. Во рамките на Македонија, тоа се наоѓа во југозападниот дел од земјата. Представува важно водно живеалиште и затоа е прогласено за Рамсарско место. Прогласено е за споменик на природата во 1977 година. Ево тука на картата може да погледнеме Охридското езеро во југозападниот дел, најголемо езеро. Второ е Преспанското езеро во југозападниот дел, кое се дели помеѓу трите држави: Република Северна Македонија, Република Албанија, Република Грција, и најмалото Дојранско езеро, кое што се дели помеѓу двете држави: Република Северна Македонија и Грција. Припаѓа дел на општина Дојран и дел на општина Кукуш. Во нашата земја има и многу полиња богати со плодна земја: Пелагонија, Полог, Овче поле и други, каде што се одгледуваат зеленчуци, овошни и житни растенија. Нашата татковина е богата и со шуми и национални паркови. Национални паркови се Галичица, Пелистер, Маврово и пасишта. Сето тоа го сочинува природното богатство во мојот роден крај.
Evo slike od nacionalните паркови. Ова слика е од Националниот парк Маврово. Втората слика е од Националниот парк Пелистер, на чија височина се наоѓаат познатите пелистерски очи, тоа се малите природни езерца. И на третата слика е Националниот парк Галичица. Ваша задача понатаму за домашна, на интернет најдете и издвоите по една слика од трите природни езера, Охридско, Преспанско и Дојранско, и трите национални паркови од нашата земја, Пелистер, Галичица, Маврово, и при тоа може да користите алатка што најмногу ви се допаѓа, значи да ги ставите илустрациите во една кратка презентација, како кратка книга. Мислам дека ви се допадна сето претходно изложено на часот и на крај ви благодарам за вниманието.